Во невремето што го погоди Скопје, досега се пријавени над 20 загинати лица во реоните на Сенгелиш, Стајковци, Смилковци и Рачиново, потврдуваат од МВР. Од таму вела дека досега се идентификувани 13 лица, а до утринава во скопските клиники примени се 22 повредени. Претходно беа пријавени 6 исчезнати, но се уште се утврдува дали тие се жртвите со оглед на тоа дека првичните информации укажуваа на 15 настрадани. За сега најмладата жртва е 7-годишно дете кое е на ургентниот центар во Скопје било доведено мртво. Тоа се удавило во надојдената вода. Полицијата работи на утврдување на идентитетите на останатите жртви. По вчерашното невреме полицијата утврдила дека биле заглавени околу 70 возила покрај слечиштата кај Клучката кај Стајковци према Клучката кај Радишани. Слечиште имало и кај обиколницата кај Ѓорче Петров према Стенковец. Полицијата соопштува дека од елементарната непогода која вчера во попладневните часови го зафати Скопје и неговата околина, пријавени се и големи штети, срушени и поплавени куќи и возила. Поради обилните врнежи од дожд и надојдената вода, сообраќајот по обиколницата од Клучката Хиподром до Клучката Сараево прекинот синоќа од 20 часот. Од ноќеска по полноќ прекин на сообраќајот има на автопат од Гостивар Титово Скопје кај Клучката Југ, а патничкиот сообраќај е пренасочен преку градското подрачје до Клучката Север. За попладнево повторно се очекуваат поројни дождови, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Македонија денеска ќе биде под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса од Медитеранот, која попладне и во вечерните часови ќе предизвика променливо и нестабилно време со врнежи од дожд кои локално ќе бидат поројни и проследени со грмежи, велат од УХМР. Најпрво ќе бидат зафатени западните делови, а потоа кон крајот на денот и во вечерните часови ќе се прошират и во централните и североисточните делови. Невремето ќе биде поинтензивно, локално со пороен дожд, особено во западните делови. Ќе дува повремено и умерен до засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 25 до 32 степени. Во Скопје и околината времето ќе биде променливо, а попладне ќе биде нестабилно со врнежи од дожд кои локално ќе бидат поројни и со грмежи. Поинтензивно ќе врне кон крајот на денот и во вечерните часови. Дневната температура ќе достигне до 29 степени. УХМР апелира во случај на појава на електрични празнења внимателноста да биде поголема, да не се престојува на отворен простор и под осамени дрвја. Најмногу дожд во изминативе 24 часа имало во Скопје, каде се измерени 93 литри на метар квадратен.